Кога ќе се спомене името Милчо Манчевски, не е единствената, туку првата асоциација која ни паѓа на памет е Оскар, престижната академска награда во светот на филмот, можеби најпрестижната во светот на уметноста. Милчо Манчевски е гостин во емисијата Македонија наутро. Овој разговор го емитуваме снимен, едитиран, меѓутоа сепак ти благодариме што се согласи да најдеш време и да бидеш дел од утринската програма на Националниот телевизиски сервис. Што за тебе значи филмот Врба? Која е пораката што овој филм ја носи во себе? Врба, како и сите мои филмови, е за луѓе. Он не е ниту за географија, ниту за политика. Он е за најважното за човекот. Ме интересира како се живее, како се тагува, како се сака, како се радува. И тоа го истражувам во сите мои филмови и не само во филмовите, и во другите уметности со кои се бавам. И потом ме интересира како да се живее етично, со љубов кон другиот. Сега, се во ова го истражувам, ама она што е најважно е го кажувам низ параметри на уметничко дело, го прекршувам низ една естетска призма. Ако треба Врба да ја сведам на порака, мислам дека пораката не би била за мајчинство или не би била само за мајчинство, туку за љубов, за лојалност и за слобода, за тоа како да живееме и како да сакаме. Например, во филмот гледаме неколку луѓе кои тоа го прават на различни начини и поминуваат низ различни приказни. По 9 години, по скоро една деценија, Милчо Манчевски се враќа да снима во Македонија. Манчевски не знае за лош филм, односно сите негови дела се на некој начин мини или големи ремек дела, особено за наши услови. Дали немаше домашна инспирација доволно во овој период кој помина? Дали немаше соодветен терен, дали немаше соодветно сценарио за скоро 10 години отсуство од македонската територија? Идејата за Врба е стара, ама во тие 9 години не ми беше дозволено да работам во Македонија. Од тогашниот филмски фонд па нагоре по хиерархија бев сметан за неподобен. И се од друга страна тоа добро ми дојде да се посветам на режирање во Њујорк. Снимив еден лугометражен филм, 2 краткометражни, од кој еден како американско-кубанска копродукција. И филмовите си имаат живот, се прикажуваат, играат во кино, играат на стриминг, на телевизија, на фестивали, добиваат награди. Во исто време предавав на секаде по светот, од Њујорк до Москва, Лондон, Берлин, Шангај, Куба. И така, потоа се создадо услови да снимам во Македонија и го сними Врба. Отпорот на културниот и политички естаблишмент во Македонија кон мене не е ништо ново. Го доживувам уште од студентски денови, без оглед на партијата. Во секоја власт има секакви луѓе, и љубоморни, и конструктивни, и честни, и арами. А моето дело не зависи од партиска припадност и тоа понекогаш им пречи. Манчевски често во своите филмови ја користи паралелата меѓу повеќе временски ери, меѓу минатото и сегашноста, некаде помеѓу, вака лаички и некритички, туку како еден гледач заљубеник во филмот. Констатираме дека е скриено некакво толкување на иднината. Зошто постојано зборувате преку своите дела за некогаш и сега? Ја мислам дека спротивставување на различности и на контрасти е добро за една драмска форма. Тоа е барем мојот пристап во моите филмови или барем во некој од нив. Сакам кога навидум различни работи, например Лондон и Мариово, Отоманската империја и Дивиот запад, играно и документарно, среден век и современ град, ќе бидат рамо до рамо, ќе бидат во една торба, ќе бидат присилени да се соочат и да се погледнат. Затоа што на тој начин можеме да ги споредуваме ние како гледачи, да наоѓаме сличности, да размислуваме за нив, а разликите да бидат уште поочигледни и да се истакнуваат и на тој начин да ја преиспитуваме вистинската природа на работите. Затоа што работите никош не постојат во вакуум. Манчевски во Врба им дава шанса на младите актери. Тоа е една од неговите карактеристики. Како режисер им дава шанса на многу луѓе, без разлика дали се тие познати и непознати. Од екипата која работи и глуми, од актерската екипа, например, која е дел од филмот, она што ние можеме да го видиме на екраните,
повеќето глумци не се афирмирани или многу познати. Дали Милчо Манчевски ризикува кога станува збор за фронтално излегување во јавноста со во наводници непроверени ликови? Се разбира дека е ризик, ама ако некој не го преземе тој ризик, никош нема да имаме напредок. Без да навредиме никого, но некако во сите видео остварувања, реклами, серии, филмови, па дури и театарски представи кај нас во Македонија се вртат едни исти личности, едни исти ликови. Зборуваме за глумците и глумиците. Ако си популарен кај нас, обично те барат за се и се што и потоа ти снимаш и работиш се и се што. Тоа е во ред, сите треба да заработиме пред се за леп, нели? И да ја држиме својата популарност на високо ниво. Но прашањето е друго. Дали има македонската филмска сцена добри актери во неоткриените и неисфорсираните таленти? Имаме ли ние македонците талент за глумење? Види, мое скромно мислење е дека во Македонија има одлични глумци. И ние не знаеме да си ги цениме глумците. Има и слаби глумци, има и просечни глумци, ама има и одлични глумци. И како и секаде во светот, популарноста не е секогаш мерило за квалитетот. Често е и спротивно. Ја знам точно што барам од глумците во моите филмови. Знам и како тоа да го најдам со долг процес на кастинг, со добар кастинг директор. И во тој процес кој трае со месеци наоѓаме квалитетни глумци кои се соодветни за улогите. Понекогаш ќе најдеш квалитетни глумци кои се одлични, ама не се соодветни за тој филм, за таа улога. И апсолутно ич не ми е важно дали е некој популарен, дали во Македонија, во Европа или во Холивуд, важно ми е да биде одличен глумец. Врба, како и останатите филмски остварувања, силни пораки на Милчо Манчевски, се снима во добар дел од времето, во обични и во рурални услови. Во Македонија има многу критичари, околу 2 милиона, кои кога на програмата е светското првенство во фудбал се претвораме во селектори, кога има некој музички фестивал сме музички критичари, а кога ќе се појави особено некој наш филм, тогаш се претвораме во филмски критичари, бидејќи јас имам шансата да разговарам со Манчевски, искрено не можам да оценам кој филм е критички добар, а кој не, можам само да кажам дека едно дело ми се допаѓа или не. Затоа ве прашувам вас, те прашувам тебе, Милчо Манчевски, дали ја користите оваа рурална димензија да му продадете на Западот она што Западот сака да го види наводно од Истокот, а тоа е сиромаштијата на овие наши краишта. Дали така се продава сторија таму некаде во Холивуд? И селото е дел од Македонија, тоа е еден прекрасен дел од Македонија, да не кажем најубав. А историски секако важен. Ми се чини дека некои од луѓето што негативно реагираат кога на филм ќе видат македонско село, го прават тоа поради нивни комплекси. Еве да се бавиме со факти. Во Врба помалку од 1/3 се случува на село, 2/3 се во урбано денешно Скопје. Во Сенки цел филм се случува во модерен град. Во Мајки дел од филмот се случува во Скопје, дел од филмот се случува во Кичево, а само 1/3, да кажеме, се случува во Мариово на село. Значи не е точно дека моите филмови се случуваат само на село. Повеќе би рекол дека некои луѓе поради лични комплекси, фрустрации, само тоа го бараат, само тоа ги интересира и после го проектираат врз моите филмови. Ако некој има комплекс затоа што гледа село на филм или затоа што има проблем со своето потекло, а сите потекнуваме од село. Јас не можам да му бидам нити психијатар, нити пластичен хирург. Сега, сосема друго поважно прашање е дека тие се бават со замена на тези. Значи, не е работата дали гледаме село или град, дали луѓето во овие филмови, ликовите на овие филмови, се луѓе вредни за почит, луѓе од кои треба да се учи, луѓе со богат внатрешен живот, со морални ставови. И во поголемата слика, вистинското прашање е дали станува збор за уметничко дело кое го промовира богатството на интелектуалниот живот и уметничките и други достигнувања во оваа заедница и оваа држава.
често ви се обраќам, ти се обраќам во прво лице, затоа што чувствувам дека се познаваме одлично со сите оние филмови што сме ги изгледале, со сите интервјуа кои ги имате досега дадено, кои ги имаме прочитано или видено, со тој контакт преку медиумите ве чувствуваме многу близок, се надевам не е проблем. Ќе си дозволам да кажам дека Манчевски е врвен светски режисер кој не работи комерцијални или ретко работел комерцијални филмови, туку креира дела со тешка содржина, што може да ги сватат само оние што знаат да гледаат филм. Филмот на Манчевски е уметност, а уметноста не ја разбира секој. Филмовите се предаваат на универзитети, филмовите на Манчевски. Тие имаат безброј награди. Пред дождот е меѓу најдобрите 1000 филмови според престижниот медиум, еден од најпрестижните светски медиуми, New York Times. Во услови кога светот се соочува, особено пред пандемијата, со филмска хиперпродукција, од каде Манчевски ја црпи енергијата и инспирацијата за своите дела? Таа е дел од мене. Природна ми е потребата да правам уметност, како на друг што му е природно да сака да се дружи, например, или да патува. Се може да биде тема за уметничка обработка. Важно е како го обработуваш, а не што е темата. Уметноста е како, а не што. И таа не оплеменува и нам што правиме уметност и нам што консумираме уметност. Само треба човек да се отвори и да научи да ја сака уметност. Кои филмови му се подраги на Манчевски? Оние со македонска нишка во себе или оние другите кои ги работи во соработка со светските, меѓународните филмски продукции? Да бидам искрен, не игра улога каде се работи уметничко дело. Мислам, човек може да прави уметности во Сахара и во Њујорк или може да прави глупости и во Сахара и во Њујорк. Локацијата не ја прави уметноста ниту добра, ниту лоша. Добар филм е добар филм. Врба е новиот македонски кандидат за Оскар. Пред дождот, големото прво остварување на Манчевски, ни ја донесе првата номинација за Оскар. Се сеќаваме, се најжи во моментот, се сеќаваме на тие сцени. Дел од нас беа многу млади во тоа време и помисливме дека Македонија ќе стане Холивуд, новиот Холивуд. Тогаш пред дождот беше кандидиран или номиниран за најдобар странски филм. Кандидати беа и Сенки, и Мајки, исто така остварување на Манчевски. Предпоставувам дека за Милчо е поважно прво делото да се изработи онака како што тој замислил, потоа публиката да го прими делото онака како што авторот посакува, затоа што не знае како публиката ќе реагира кога тоа ќе излезе во јавност, а дури на крајот се битни наградите. Што очекува Манчевски од кандидатурата, од номинацијата евентуална за Оскар? Да, апсолутно е така. Најважно е делото да биде онакво какво што тоа самото сака да биде. Диалогот на уметникот, стално го кажувам тоа, е со делото, со уметноста и не е со критиката или со публиката или со историјата. Ти публиката и критиката секојаш можеш да ги подмитиш. Точно знаеш што сакаат и можеш да им направиш таков филм. Ама делото си знае што му треба. И оно ќе биде тука и после 20 и после 50 години. Од Оскарите за Врба нешто многу не очекувам. Не поради Врба. Врба е одличен филм. Тоа не е доволно кога се во прашање долгометражни филмови, дали во конкуренција за странски филм или особено во конкуренција за филмови на англиски. Огромна индустрија, огромен потфат. И треба и дистрибутерска, и инфраструктурна, и финансиска поддршка, кој нашата агенција за филм за жал во моментов не ги пружа. Милчо Манчевски живее и работи во САД. Како се справува со пандемијата што не обкружува и што не прави хистерични на моменти, не ориентира кон скоро целосна алиенација едни од други, отугјување едноставно на луѓето, ги нема контактите, нема слави, нема крштевки, нема собиранки, она што особено нам тука на југот многу ни значи, и секаде во светот е така.
Што ќе им препорача Милчо на нашинците во поглед на однесувањето на мерките, на предпазливоста, затоа што секогаш сакаме да ги слушнеме нашите луѓе кои се надвор од нашите граници, кои екзистираат во, ќе кажеме, поразвиените животни и општествени средини во белиот свет. Таму сепак се живее во поголем дел поразлично од тука. Треба ли да веруваме дека постои нешто што не обкружува и што е опасно за нас? А тоа е ковидот. Види, науката не знае се за вирусот, во тоа и е проблемот. Инаку, која ќе знае повеќе, ќе го владее. Ама знае доволно. Јасни се работите и кога луѓе ги игнорираат тие јасни работи, било да се тие луѓе во Северна Дакота или во Македонија, се доведуваат и себе си и своите блиски во опасност. И се носи, во принцип, се носи маска. Се стои на растојание од други луѓе, не се групираш, особено не во затворени простори, миеш раце, нема свадби, нема слави, нема ифтари, нема лажичка. И ако така постапуваш, сето тоа го намалува ризикот. Сега, ако си доволно глупав да игнорираш основни сознанија на науката, треба да има држава и полиција која ќе ги заштити другите од твојата глупост. Се чини дека и кај нас, а и на други места, богами, ниту едното, ниту другото не функционира баш во 2020. Милчо, многу поздрав од Скопје, а од Македонија го чекаме нашиот славен режисер наскоро повторно да се врати во нашата родна земја, повторно да добие инспирација, да црпи од ова неисцрпно тло, да се обиде да не збогати со уште едно филмско или какво било друго уметничко ремек дело, со нова идеја, со нова епска приказна. Уште еднаш благодариме за времето одвоено за ова интервју. Секој е добро, останете живи и здрави таму во САД преку океанот.